Вања е повторно на линк, овој пат со Тијана Ивановска, која што е психолог и гешталт психотерапевт. Ке зборуваме, Филип, за психолошките ефекти и последици од ваквите тропски и пеколни летни горештини. Па сепак има некаква последица. Сигурно има. Ти уживаш, но има многу луѓе кои што за жал тешко ги поднесуваат, па Вања со повеќе информации во продолжение. Повели. Добро утро, Цеци, и во второто линковско вклучување за денеска, како што напомена и ти, ќе зборуваме за психолошките ефекти од екстремно високите температури, а на оваа тема ќе дознаеме повеќе детали во продолжение од магистер Тијана Ивановска, психолог, која што е наша соговорничка ова утро. Добро утро, Тијана, додека разговараме, некако се уште се дише за волја на вистината, меѓутоа температурите денеска ќе бидат речиси до 40 степен, па како тие би можеле да се одразат на нашето расположение, да влијаат на нашите емоции? Добро утро, Вања, фала на поканата. Влијаат на многу начини, особено во аспектот на нарушувањето на сонот, квалитетот на сонот, појачување на чувството на немир, на анксиозност, вознемиреност, особено доколку сме изложени на директна сончева светлина, може да се појави вртоглавица, тахикардија. Често пати луѓето го мешаат ова чувство кое што доаѓа од самата топлина и кое што е природно за секој од нас со анксиозност, со некој тип на психолошко расстройство, и затоа е значено да го познаваме добро сопственото тело за да можеме да разграничиме едно од друго. Бидејќи веќе почна сезоната на летните одмори, тоа само по себе донесе низа објави, фотографии, видеа на социјалните мрежи од плажа, од релаксација. Дали кај луѓето кои што не се на одмор може да создаде чувство дека нешто пропуштаат, па дури и чувство на осаменост? Секако дека да, затоа што секој од нас има различна финансиска и економска позадина и може да си приушти онолку колку што може да си приушти, но особено може да се појави фрустрација и разочарување од постигнатото, од она што го имаме во моментот, зашто немаме повеќе или не можеме да си приуштиме повеќе шетања и одмори, така што доста значено е да малку и, да кажам, локалната политика ја насочиме кон овозможување на повеќе активности во нашата држава, за да можеме да обезбедиме занимација и релаксација и ладење за сите нас кои што сме тука. Дел пак од оние кои што заминуваат на одмор знаат и додека се таму на својата летна дестинација да одговараат на службени пораки, повици и така натаму. Дали тоа значи дека само сме ја преместиле канцеларијата на друга физичка локација и што кажува тоа во однос на границите што ги воспоставуваат овие луѓе со своите колеги и работното опкружување? Баш убаво и го формулира нарушување на границите, дефинитивно тоа и го нарекуваме на тој начин. Сметам дека бесполезно е да одиме на одмор доколку и нашиот мозок не оди на одмор. И често пати велиме дека понекогаш полесно не само да кажеме дека сме на одмор, а всушност нашата глава продолжува да работи и да размислува за она што сме го оставиле зад себе. Затоа е значено да некако ги ускладиме тие две, да му овозможиме на нашиот мозок да одмара, не бавејќи се со отворените прашања кои што не се нерешени или можеби одреден тип на клиенти кои што им е потребно да надобијат веднаш во моментот. Јас често пати им велам на клиентите дека никој од нас не работи во итна помош, така да сме безбедни од аспект на интервенции во криза, односно дека секој може да почека барем додека да се вратиме од нашиот добро заслужен одмор. А како некој да препознае дека го има синдромот на прегореност, односно бърнаут? Која е разликата помеѓу оваа прегореност и обичниот умор? Па тоа се два сосема различни поими во психологијата. Мислам, тука повеќе зборуваме за моментално силно изразено чувство на, да кажам, како што велиме, топлотниот удар понекогаш личи на паничен напад. Се работи за моментален дискомфорт кој што е многу изразен во самиот момент, но трае кратко, додека бърнаутот, иако може би звучи топло во називот, сепак нема никаква поврзаност со ова што го зборуваме. Тоа е една хронична состојба која што дава одредена симптоматологија која што на почетокот почнува со помала категорија на симптоми кои што се посуптилни, за потоа доколку не реагираме навремено да направи по, да кажам, долгорочни последици и да
повеќе и повеќе го нарушува нашето ментално здравје. А дали при тоа, доколку го имаме овој синдром, може да се создаде лажна слика на продуктивност, бидејќи тоа е ситуација кога луѓето нели се пренатрупани со работни обврски, меѓутоа колку тие се извршуваат ефективно? Па може, сепак ќе кажам дека во психологијата секој човек е приказна за себе и затоа е значајно да пристапуваме индивидуално кон она што некој ни го споделува како своја потешкотија. Меѓутоа факт е дека ние имаме една хронична потреба да бидеме постојано продуктивни, постојано нешто да правиме. Дефинитивно најчесто работиме на таа неможност кај луѓето да мируваат, да останат заземјени, смирени и присутни во тоа што го прават во моментот. Така што веројатно тоа е малку и општествено прашање кое што не е лошо да го разгледуваме. Пак би се навратила на летните одмори. Колку едно патување од недела или две може да придонесе да се намали прегореноста? Па не може да ја исчезне. Зависи како одмараме. Многу е важно и во текот на годината колку одмараме. Јас лично преферирам повеќе кратки, да кажам, патувања низ текот на годината, повеќе продолжени викенди, затоа што сметам дека почестото одмарање е подобро отколку подолгото одмарање кое што го чекаме цела година да дојде. Дефинитивно не може една недела, 10 дена да ни надополнат за цела година интензивно работење и исцрпеност, така што потребно е да гледачите пронајдат што е она кое што им одговара на нивниот организам, на нивното тело и кој е системот што функционира за нас на долг рок. Уште за крај да ни кажете, еве со вашите клиенти, со луѓето кои што се работувате, дали работите на поставување на здрави граници и како да ги поставиме и да не изгледаме како лоши личности кога ќе кажеме не? Па тоа е дефинитивно една од многу честите теми кои што ги работиме со клиентите. Вклучително понекогаш и ќе оставиме лоша слика, затоа што реакцијата на другите не може да биде наша одговорност и да биде во наш домен на менеджмент. Меѓутоа, кога зборуваме за граници, зборуваме за, да кажеме, поставеност која што можеме да ја разгледуваме од повеќе аспекти. Например, имаме вербални граници, кажувањето не, како што го споделивте, временски граници, кога даваме одреден рок за решавање на одредена потешкотија, физички граници, кога одлучуваме физички да заминеме од некое место кое што за нас е неподносливо или не ни се допаѓа во моментот. Така што може да се разгледуваат на многу начини. Сепак секој човек поради индивидуални причини ги поместува границите и затоа е значајно да се види што е она што стои во позадина. Ви благодарам уште еднаш што прифативте поканата за овој разговор. Ќе ви посакам лето во кое што ќе уживате, ќе се релаксирате и овде некаде ќе го заокружиме второто линковско вклучување за денеска. Само ќе сумираме на кратко дека очигледно летниот одмор е многу повеќе од прашање на дестинација, односно е прашање на тоа дали знаеме барем за кратко да го стопираме стресот кој што се споменува, односно кој што провејува низ нашето секојдневие.